Значи, досега на ниво на Република Македонија се регистрирани 400 случаи на заболени од ХИВ, од кои што 86% се од машкиот пол, а само 14% се од женски пол. Во 2018 година има регистрирано 41 случај на заболен од ХИВ и во последните 2 години сите заболени се од машки пол. Кога зборуваме кумулативно, 99 луѓе на ниво на Република Македонија починале од болести кои што се поврзани со ХИВ. А кога зборуваме за нашиот град, почнувајќи од 1991 година, кога е регистриран првиот случај на заболен од ХИВ, досега се официјално регистрирани 20 случаи на заболени од ХИВ, од кои што 5 во 2016 година, а по тројца во 2017 и 2018 година. Во последните 2 години сите се заболени од машки пол. Што е она што ние како Центар за јавно здравје сме обврзани да правиме? Ние вршиме континуирана едукација на населението за нивното понашање во врска со оваа болест, пред се преку предавања кои што се одвиваат во школите, ќе ги имаме во текот на цел месец декември во сите средни школи, секако постојано информирање на медиумите, што и целта на овој светски ден за заштита од сидата, да ги повикаме сите лидери на земјите да обрнат внимание во собирањето на средства за лекување на оваа болест и секако да се подигни свеста кај младите, затоа што младите се најризичната група, тие влегуваат во ризични сексуални однесувања, пред се ради нивното чувство на несигурност, на неинформираноста. Затоа ги повикувам сите млади од овој град. Во нашиот центар, во просториите на Центарот за јавно здравје, веќе 20 години постои советувалиште за ХИВ. Може слободно секој кој сака, анонимно, доверливо, бесплатно и безболно да изврши испитување за овој тест. Затоа што точно и овогодишната кампања е во тој правец за што побрзо откривање на болеста, со што подобро и поефикасно би било нејзиното лекување, а секако и би се намалило ширењето на вирусот. Преваленцата во Република Македонија е ниска, но сепак треба постојано да се работи на подигање на свеста, како и превентивната заштита на населението. Денес е 1 декември, ден против опаката болест ХИВ или СИДА во народот познат. Мислам дека дојде едно времето кога сите ние сме како граѓани и како општество доста време запознаени околу оваа опака болест. Жалосно е што се уште нема вакцина против оваа болест или било некој лек кој што би бил потребен и кој би ја сузбијал оваа болест. За жал, остануваме само единствено превентивната што треба да ја направиме за да се заштитиме од оваа болест. Мислам дека ние сме спремни како општество за превенцијата да делуваме колку што можеме повеќе, затоа што ако тоа не го направиме, оваа болест може да завземе многу позначајно место и да има проблем уште поголем во нашето општество. Мислам дека она што го прават здравствените власти во Република Македонија и во нашиот град допринесува за да се намали бројот на овие лица кои што се позитивно ХИВ позитивни, затоа што знаете нашиот град од порано од пред неколку години беше еден од градовите каде што имавме повеќе пациенти со ХИВ позитивни случаи. За стручниот дел не сакам да зборувам, затоа ќе каже директорката на Заводот за здравствена заштита околу начинот и делувањето, тоест превенцијата на оваа опака болест.